На 5-годишнината од упадот во Македонското собрание на 27 април, Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН Гоце Делчев и Унијата на ветерани на оваа партија денеска пред затворот во Прилеп организираа протест за одбрана на осудените лица во овој процес, каде 16 мина беа осудени на 188 години затворска казна. Четворица од нив моментално се наоѓаат на издржување на таа казна во затворот во Прилеп. Од ВМРО ДПМН велат дека било апсурдно овие лица да бидат осудени за тероризам. Бараат Врховниот суд да ја укине пресудата на апелација и да има ново фер судење. Затоа што некои луѓе си ја сакале Македонија, затоа што биле патриоти, под обвинение за тероризам се осудени на 15 и 18 години затворски казни. Ние го осудуваме насилството кое што се случи на 27 април, меѓутоа тоа не беше тероризам. И со ова ја повикуваме највисоката инстанца, судска инстанца во Македонија, тоа е Врховниот суд, да ги поништи првостепената и второстепената одлука на со кои што им се потврдени нивните затворски казни и да биде судењето вратено во првобитна положба, односно да бидат луѓево да бидат ослободени од слобода да можат да ја докажуваат својата невиност. Се подсетувам на времето кога беше покоен Драган Богдановски, идеологот на ВМРО ДПМН во затвор, го посетив и не ми е криво вика што лежам во затвор, криво ми е што сум обвинет од македонски судија и што лежам во македонска зандана. Тоа се случува и денес со нашите уставобранители, кои што влегува испровоцирани влегува во собранието, со може и јас да бидам меѓу нив. Меѓутоа они влегува похрабри биле или побрзи биле, влегува и осудени се на 211 години затворска казна која што ни во времето на османлиите немало такви казни, они ги добија. Од Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН вела дека овие луѓе биле политички осудени, за да се заплашат сите оние кои што си ја сакале Македонија и да не се спротестуваат на Преспанскиот договор кој што беше потпишан веднаш после тоа. Не само нас тука присутните, мислам дека на секого во Македонија апсолутно му е јасно дека тоа беше политички процес кој што требаше да ги уплаши сите граѓани во Република Македонија, за подоцна Зоран Заев го потпише и го спроведе оној срамен договор од Нивици. Ако постои некој човек кој што се уште верува дека постоело на 27 тероризам, верувам дека се тоа само тројцата Зоран Заев, Добрила Кацарска и Вилма Русковска. И од Унијата на ветерани на ВМРО ДПМН Прилеп кои што беа дел од денешниот протест, го осудуваат овој процес, бараат итно ослободување на осудените и потенцираат дека во иднина ќе се зачести со организирање на вакви протести, се до нивно конечно ослободување. Сакам да кажам дека невини лежа затоа што кизне по кој клуч ги одбраја нив и нив да ги осуда, а имаше илјадници луѓе во собранието на Република Македонија. Никако не може да се оквалификуваат како терористи. Ние бараме да не бидат терористи, кој што е крив да одговара, али тероризам немаше никаков. Ако не се отвореа вратите, народот не можеше да влезе внатре. И што е најважно, во Македонското собрание се пееше албанската химна, а за тоа никој не одговара, а одговара луѓе кои што си ја сакаат Република Македонија својата татковина и лежа невини во занданите ни затворите низ Македонија. Денеска ваков протест во 16 часот ќе биде организиран и пред затворот во Штип.